Со Богородица стоиме под крстот. Влеговме во литургиското време кое се нарекува Велики пост, а представува подготовка за нашиот најголем празник, Воскресението Христово, односно Великден. Затоа времето на Великиот пост секогаш треба да го гледаме во перспектива на Воскресението Христово, бидејќи тоа е смислата и целта на постот. Великиот пост започнува денес, на чист понеделник, и трае до воскресното утро. Во Евангелието по Матеј Исус вели: и така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па отиде најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Затоа е потребно, пред да започнеме со Великиот пост, да се помириме со Господ преку светата исповед, но и со своите браќа и сестри. Честопати, за време на постот се преферира само телесниот пост, а тоа не е постот во неговата длабока суштина. Ако ја нема духовната димензија, телесниот пост прераснува во диета. Но како што Бог го создава човекот со тело и душа, така и постот, за да биде потполно корисен за човекот, треба да биде телесен и духовен. Духовниот пост се состои од внатрешна борба и откажување послушност на гревот, на робството, на идолите. Ако гревот на непослушност и невоздржување на Адам и Ева ни нанесе смрт поради одвојувањето од Бога, постот, односно воздржувањето и отфрлањето на гревот е враќање во живот, соединување со Бога и заедништво со Него. Процес преку кој духовно се бориме да ја вратиме правобитната природа. За да се постигне тоа, црквата ни нуди средства: пост, молитва и милосрдие. За време на постот се препорачува секој христијанин да се исповеди, причести, да се нахрани духовно. Постот не се однесува на надворешноста, туку на преобраќање на срцето. Без тоа постот останува неплоден и лажен. Новиот завет ни го разјаснува големиот идеал на постот, осудувајќи го ставот на фарисеите кои слепо ги извршуваат законите, а нивните срца сепак се далеко од Бога. Вистинскиот пост, како што објаснува Христос на едно друго место од Евангелието, значи да се врши волјата Божја, а оној кој гледа тајно ќе те награди јавно. Целокупниот наш живот треба да го потрошиме вршејќи неговата света волја. Нашиот напор за преобраќање треба да биде искрен и да бидеме подготвени да се препуштиме на Божјата рака. За таквите христијани Бог секогаш е подготвен да ја дарува својата милост, а посебно сега во времето на Великиот пост. Ова милосно време е погодно за одвојување од земските работи, за да се свртиме кон Него. Бог сака да го напуштиме гревот кој ја уништува и убива нашата душа и да се вратиме кај Него изворот на животот. Колку повеќе се стремиме да припаѓаме на Господ, толку повеќе ќе примаме милости за нашите напори. Со Него секогаш ќе имаме сила за да ја надвладееме нашата млакост и сите оние наши слабости,
кои ни изгледаат дека се несовладливи и за кои често велиме не можам да се поправам, не можам да простам, не можам. Сега е времето милосто. Сега е моментот за вистинска одлука на преобраќање и обновен живот со Христос. Бог сите нас не чека. Со Богородица стоиме под крстот.